програми наменети за целата публика. Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание. Јади Бурек на Сител 3 телевизија. Вечерва имам особена чест и задоволство, слушалките ти урва. Имам особена чест и задоволство, да, не можеш реченица кај мене, Ацо, да почнеш, а да не ми се распадне. Иди овде ке исклучи ги слушалките. Тоа му дава некој шарм, некоја неконвенционалност. Да, добре дојдени ми се омашките, Така, погрешките. Пред некоја вечер една моја колешка Цаци иде со низината колешка реализаторка и минуваат низ ходникот. И толку се опуштаат, они забораваат дека одам секоја вечер во живо и почнуваат да се смеат. Ама две девојки расположени кога се смеат, тоа е кркотење на глас. И мислиш дека уште наметли се. И ја застанав емисијата и се слушам програм. И почнав да им се довикувам, девојки, поздрав. И чудна работа. Ја прифаќаат таа неконвенционалност на изразот, дури и добре дојдена. А ја сакам. Бидејќи па ми доаѓа како непредвидливост и ми го прави интересно секоја вечер. Значи, пред да почнеме, добро вечер, добре дојде. Добро вечер. Официјално и да им честитаме на девојките и на жените 8 март, нели, колку и да звучи конвенционално, но сепак нешто значи, така, некое подсетување за некоја битност во смисол на правата на жените и така. Има еден уметник, твој колега од светски калибар, исто како тебе, кој рекол, вика, никогаш, вика, не сум нашол подобра причина зошто постои една роза, освен да биде украс на светот. Вика, исто ја доживувам и жената. Можел мажот да биде сам со сема доволен, ама жената е тука да биде украс на целиот универзум. Така ја доживувала. Да, тоа е еден од аспектите, меѓутоа жената е сосема способна да ги прави скоро сите нешта што мажот ги прави, нели? Мислам, интелектуално, па и физички. Каме жени кои може да дигнат 200 кила, така. Така да... Ти благодарам многу што се оdzва на поканата да дојдеш, ти медиумски си активен, но би сакал да поразговарам за она за што си. Ти си уметник, ти си жива легенда на македонското сликарство, човек кој... Подобро живот, колку мртва легенда, се зезам. Истото и јас за мене, вика, Јанко легендо, фала Богу што сум жив, оти обично сите легенди се... Така. Но, аз не морам да ти бидам лажни комплименти да ти давам, затоа што често пати сум гледал во животот и сум го доживал тоа, поготово низ музиката, како уметниците го добиваат своето конечно и вистинско признание дури после нивната смрт, кога нивните дела ја добиваат вистинската вредност. Ние живееме очигледно во некое такво перверзно доба на некрофилија и кога ќе се свати дека тој повеќе не може да произведува, тогаш му... Точно, само мртов уметник е добар уметник. Но, поговорка така. На запад. Но, мене ми е драго, ти не ги доби ловориките што ги заслужуваш во оваа земја, ни материјално, ни морално. Никој не ги ни добил од уметниците, ретко кој, да речеме. Но тебе ти се поклониле и председател на држава, и премиери, и луѓе кои не ја разбираат. И драго ми е од причина што постои една еволуција да го препознаеш човекот кога твори во моментот, а не кога ќе помине. Лесно е тоа. Тоа е како французите сега што постојано прават емисии за Битлси, а и Битлси во ерата на својата најголема популарност, кога сакаат да одржат во концерт, нивниот концерт беше одбиен со образложение што ќе ми е една стvar. Така. Имаше ти својата последна изложба во Младинскиот културен центар и редовно ги објавуваш со
таа излезе и политика и поетика. Политика и поетика, текстот го напиша Конча Пирковска, а сликите се мои, тоа е како една сликовница за интелектуалци, за сериозни луѓе, нели? И тоа е проект кој трае веќе отприлика 2 години, сега излезе, мислам прилично сум задоволен од неговиот изглед. Фасцинантна е насловната страна, пред да продолжиш, само објасни оваа слика. Така, тоа е слика која ја направи 1979 година, имав тогаш 19-20 години и се вика, значи направена е 1979 и се вика медиокритетите го растргнуваат творецот. Че сум бил у таква некоја фаза, исто критичка фаза према одредени општествени состојби. Тоа е некој аутопортрет од моите младешки денови, така, на 18-19 години. Аутопортрет твој? Да. Вау! Па гледај, природата, времето не унаказува, така. Не си. Само критичност, добро. Не е ова сликата на Дориан Греј во живо, Не. далеко сме од тоа. Значи, оваа слика е оваа артбук уствари, за разлика од првата монографија која излезе по повод мојата ретроспектива во МСУ 2013 година, овде се собрани слики кои конотира, тоа се вика конспирација. Заговор. Значи, кои на некој начин, заговор токму така, кои на некој начин кореспондираат со политичкото. На еден историски начин, на еден современ начин, на еден древен начин и така. И секако текстот на Конча, кој е брилијантен, мислам, ја бев одушевен кога го читав. Ете така, заедно се здружуваме и исто да го спомнам дизајнот на Сашо Јовчевски, он се ги прави овие книги, веќе имаме 3, еден стрип и монографијата и оваа книга. Да се надевам нема да запреме. Сега имаме во предвид да издадеме уште еден стрип, кај што јас сум сценарист, а Горан Дачев е цртачот, се вика Ноева карма. И така, мислам, што друго да прави уметникот, освен да продуцира, да создава некакви артефакти, некакви дела и така. Ацо, дали бидејќи ова се дела кои веќе ги имаш направено, Така. дали текстот е прилагоден спрема делата или делата се одбрани прилагодени спрема текстот? Значи, Каков беше процесот? Бидејќи ова прилично интересен е, обемна. да, овој процес. Значи, јас сакав Конча да напише нешто од своја душа, да не се базира во сликите толку, но она сепак има 5 поглавија, во 5-тото поглавие ова е Александар. Значи, македонски, трети македонски. Кога го имаш на слика? Овие ги сликав пред 3-4 години, така, 13-та. Направив серија цртажи на Филип и Александар 2012 година, а овие се 13-та и 14-та сликани. Цела една серија со овие древни македонски јунаци, херои, цареви и така натака. Но ова е посебно оригинален израз. Скоро како икона е. Да, Со дадени моменти, например, внатрешната светлина си ја фокусирал околу ликот, што е прилично. Не знам дали намерно или спонтано ти дошло, но... Па јас варирам на различни стилови, но тука овие се направени во некој неоренесанс или неокласичен стил. Еве ова се вика Раѓањето на театарот. Значи, ова е слика голема, отприлика 2,5 метра е долга на метар. Алегориска слика, која всушност последниве година 2-3 се бавев со театарот, со класичниот театар. Во која смисла се занимаваше? Како Интеракција на тела и на енергии, на психички енергии и тела и пред се преку дионезиските обреди и преку античкиот театар кој е катарактички поставен според Аристотел. Значи се бавев со некои изворни
енергетски, либидозни, еротички аспекти на театарот. Не толку аполиниски, колку дионизиски. Иако раѓањето на театарот е аполиниска слика, но има една тамо, се вика Баханалие, ова све се баханалии, нели? Оваа серија од 5 цртежи се вика Филип се забавува. Филип се забавува, така се вика. О исто дел од театарот, значи тој примитивен театар, да го наречам, на интеракција, нели, помеѓу тие еротични енергии, некој тип на симбиоза на јинот и јангот и така. Мислам, човечкото тело ми беше само како метафора за да остварам некои енергии. Да ги представам така, некои визуелни енергии. Еве, тоа е богот Македон тамо, десно, тој што го држиш, да. А ова е Касандар, чинам. Касандар е всушност ривалот на Олимпија после смртта на Александар, која приграбува власта. И така. Дали, извини, бидејќи ја немам видено во оригинал оваа слика, дали ова само фрагмент од сликата? Не, тоа е... Ова е баш вака да, слика. само портрет. Каква е оваа техника? Тоа е масло на платно, но 3D. користев 3D зашто работев со текстури. Со текстури. Значи со бои кои се веќе засушени, па после со шпакла ги нанесувам, па повторно сликам и на крај лазури. Тоа е доста Но многу интересен, слоевита техника. Да, ефект. ова на пример прво сликарството почнал Рембрандт да го прави, но и пред него, да речеме, има мала холандска традиција, Ван Бабурен или некои сликари од тој тип кои... Значи, баш од холандското сликарство тоа потекнува, за разлика од фламандското, кое е лазурно и меко, да. А и твојот прекар кој те прогонува низ животот е Ацо Рембрандт. Така, да. Ме нарекоа поради првата изложба кога имав 1980 година во домот Нарм. Значи, тоа беа такви обскурни слики со кјеробскуро, со реалистичка нека апликација. И нормално ме доживеа како еден нели, да го наречам тоа, социјалистички елемент. Така нашата светла иднина ти ја представаш во темни бои. Мислам, тоа беше фантастично. Ова се тие маски, нели? На театарот театарски, символи. да. Фасцинантен ти е потегот, фасцинантен ти е цртежот, очигледно, но сакаш, очигледно имаш техниката да направиш совршена слика и на моменти ми се чини дека кога ќе дојдеш во даден момент да направиш совршено дело, уфрлаш некоја гротеска која го разбива, како на пример имаш едно совршено дело кое би можело да стои у лвар и да паѓа, ту не се сколку совршено е светлото све и одеднаш во него Мики Маус ке се појави. Така, па гледај, таков е животот всушност. Браво. Таман мислиш све си уредил, нели, као што треба и ќе ти падне тегот 150 тона на глава и еве ти го тука Пјутин. Гледаш? Ова слика е, имаш на слика? Да. Хиперреалистички. Хиперреалистичка. Да, ова, уствари, еден мој другар, пријател, прекрасен, еден Владимир Мија Лазаревик, кој беше на овој самит, заедно со Путин. Путин беше гостин и ми ја даде фотографијата и ја по фотографија како модел ја насликав оваа слика, како еден фото или хиперреализам, како се рече. Али интересно е World Health Organization, Regional Committee, Путин, нели, као доктор Магус, така. Доктор Магус. Браво, како добро кажано, доктор Магус. Фасцинантно. Уметноста и политиката и уметноста, често пати од нашите политичари се бара во дадени моменти. Уметникот сака да твори и он да се искаже преку своите дела, а ние доаѓаме во момент кога потребен ни е рационален збор, затоа што народот е исплашен, народот е на улица, народот ги вее своите символи и потребно му е духовна и политичка потпора за да се утврди во сопственото. Он е уплашен, но е упорен
Народот воопшто не е уплашен. Народот е гневен и еуфоричен. Гневен поради малтретирање од 2,5 години и пред тоа уште многу години, нели, уште од независноста. Значи се собирало и сега тоа пука, а еуфоричен затоа што се препознава себе си како ентитет на моќта. Он е сега моќ во оваа држава. Долго време Оваа требаше. маса што ја гледавте, па долго, благотрпелив, рисијански народ е тоа. Он трпи и сега не е агресивен. Јас Нема. се извинувам. Ништо, нема никаква агресија. Гледате оваа маса што излегува на улици, мислам, ако реши, нема полиција што може да ја спречи да урне било каква влада. Не разбирате, месије Жанко? Оваа моќ која оваа маса народ ја создава е моќ која може да детронизира било каква влада. И они сега се господари на улицата. Господари на државата, господари на системот. Народот. Ја прибра моќта у своји раце. Сега ќе видиме кои ќе бидат следните потези на оваа револуција. Тоест на овој бунт, да речеме, на овие протести. Револуција се уште, револуција е нешто што подразбира многу повеќе зафати, посложена структура. Па би рекол дури жртви, нели? Ние не сакаме жртви никако. Овие луѓе се прекрасни. Ова е као хипи некој бунт. Само што не е толку шарено, што се, нели, попристојни во облеката. Но има бои, гледате какви бои. Наместо да плескаат и да шараат, боите се создаваат на еден концептуален начин преку објекти. И ги имате сите генерации. Пристојни луѓе, достоинствени луѓе, кротки луѓе, луѓе што го создаваат ова општество. Им многу шарм и љубов. За разлика од шарените, кои беа мала група, 50, 100, 200, разјарени, хистерични, изгледа изфрустрирани, поприлично, кои сакаат да добијат дел од тој медиски простор или да демонстрираат некоја поголема или помала моќ, и го тормозеа македонскиот граѓанин, долго време го тормозеа. Беа како додаток, нели, еден на тие бомби, заеви и така натака, и нели како дел од цел комплот кој всушност ова колку е поубаво отколку да фрлате бои, да речеме, по некои скулптури кои не сте ги направиле вие. Барем има естетика. Не само што има естетика, има етика пред се. Значи, уметноста не може да биде неетична. Ако немате етика, тоа не е веќе уметност. Тоа е еден вид перверзија, да речеме, или псевдоуметност, или обид за уметност. Има насилна уметност и имало насилна уметност, но таа била вршена кон самиот себе. Значи, ако, например, некој уметник се самоубие во име на уметноста, тоа го прави со самиот себе, со целиот ризик, нели, кој го зема во тој момент. Со целиот хорор, така, со една ужасна одлука во име на нешто, така, идеализирајќи некоја празна структура, како што е самата уметност, но номинално. Или како еден празен идеал, да речеме, еден кумир или еден идол, кој има своја магиска моќ и своја магнетска сила, но нема суштина. Но самиот го превзема чинот на себе, он не убива друг. Иначе, ако насилството беше уметност, Адолф Хитлер ќе беше најголемиот уметник во 20 век. Нели, Дерек Джармонта си поигрува, нели, во Джубили, кога идат кај Хитлер, кој вика дека он е самиот најголемиот уметник на 20 век. Ја доживуваш ли оваа состојба како будење? Зошто сега? Зошто до сега трпеше? Велиш, моралот, етиката, христијанскиот код кој го носи овој народ,
И Затоа длабоко хуманиот, не се само христијаните, туку и објасни ми го малце, муслиманите. како го согледуваш ова што Ако се случи? религијата се свати на искрен и длабок начин, без оглед дали се работело за христијанство, ислам, будизам, хиндуизам или шинтуизам или било која друга религија, тогаш од нејзе извираат космичките пораки на доброто, на етичното и на убавото. Но ако тоа биде искористено за окрупнување на масата и усмерување на таа маса во однос на некакви диаболични или, да речеме, политички цели, лукративни цели, тогаш се работи за еден вид на суптилен сатанизам. Значи, злото скришно, суптилно влегло во символот на доброто и почнало да функционира на еден крајно деструктивен начин. Значи, секогаш треба да се преиспита односот кон символите на религијата. Но внатре во себе како интроспекција, нормално тоа кога викам внатре во себе, не мислам само на себе самиот како во некаков аутистички процес, туку исто така во тивка конверзација со блиските, со пријателите и со самата природа. Со други зборови, сакам да кажам дека една фанатична мотивираност која би ги собирала луѓето за одредени недостоинствени или агресивни акции под превезот на одреден религиски символ е опасна работа затоа што во тој момент злото на суптилен начин се вселило во формата на доброто и ја злоупотребува. Тоа е веќе познато во христијанството. Како крсташите, освојувања разни и така. Па не, и Од една од друга страна. и сатаната им се појавувал како ангел на светлината, убав, прекрасен, Секако, да. и за да заведе. Не само нив, туку и на свети оци кои више биле на високи нивоа, се обидувал, нели, тој хиперинтелигентен ум Да. на нечестивиот да ги втера во прелест или да ги прекрши нивниот ласер на чувствување на вистината. Ако е ова така и го пренесуваме и го говориме за народот, бидејќи во светите оци велат, не можеш да го препознаеш, освен ако внатрешните очи, тоа значи таква силна духовна чистина треба да имаш, за да го препознаеш. Но за да имаш таа духовна чистина, потребно е многу мака да преживееш, бидејќи во лагодност не се продлабочуваш. Низ болка, ако не поминеш болка, не можеш да го препознаеш после злото. Дали заради тоа, после 20 години, македонскиот народ се буди. И тоа сите се изненадени, бидејќи партиите уште не се ни излезени на улици. Они уште не почнале да влегуваат во ова. Ова се луѓе. Дали сето овој мобинг кој го има овие децении, нив им ги отвори на народот внатрешните очи, духовните? Значи, тука на првото, на твојот метафизички диспут, краток, би одговорил дека точно е тоа, дека треба да се има едно искуство, длабоко искуство и потресно искуство, да се созрца и да се види светлината. Но имаме парадокс, да речеме деца кои немаат никакво искуство, па многу лесно ги препознаваат Божите енергии. Многу полесно, отколку дури и некој старец кој прошол 50 години у манастир, така. Значи, тука нема правила и во тоа е суштината Божија да никогаш не можеш да го на некој начин прекогнираш неговиот потез. Дури и сите параметри да ти се дадени и да имаш неверојатна чиста слика, што ќе се деси, пак моментот на изненадување ќе го направи твоето пророштво промашување. Освен ако не е од Бога, така, како га старите, старозаветните светители или некои свети оци кои се уште постојат, некои од нив, така, на Света Гора или вамо таму, дека и нас по манастирите
веќе некој созерцува, има дар да пророкува. Така. Но и дарот, како што рече на пророкување Свети Павле, е ништо во однос на љубовта. А второто прашање, будењето на македонскиот народ. Што е подоцна будењето, толку е пооправдано. Значи, што поголема неправда се проголта, толку побуната ќе биде пооправдана и поконсеквентна. Сега ти веќе не можеш да го повлечеш. Нивните предвидувања беа дека ќе се прошетаат 2-3 луѓе, првиот, вториот, трет ден и ќе папсаат. Ова напротив, секој ден све повеќе луѓе, све повеќе градови, И се помотивирани се. и веќе играта е изгубена за овие сили кои сакаат да ја приграбат власта со невидени махинации. Невидени махинации. Еве, дури и денеска може би беше баш тој тест за тие сили кои наблюдуваат и анализираат. Аха, заврна дожд, сега ќе биде утка. 8 март. 8 март, Ама не. ке слават. Еве, си слават 8 март. Што се случило? Па ова е една голема национална љубов која народите, мислам, граѓаните на Македонија ја доживуваат. Кревајки се против неправдата, махинацијата, лажливоста, обидот да бидат манипулирани, да бидат наседнати, да им се продаде рок за свеќе, кој што викаат, нели? Некои мудреци и така. Интересна работа е, како птици и грабливци, се едно. Медиумите се нафрлени врз овие луѓе, да изјава. И ги гледам дури моиве колеги, кои со многу симпатии гледат на ова, од земја се трескаат. Не можат да срочат реченици, ово, она, ваму, таму. И колку повеќе им ја гледам фрустрацијата, и седам на монтажа и го гледам, овој не може, овој не може. Почне реченица едва. Само гледаш колку едноставен меѓу останатите. Значи, луѓе неподготвувани за интервјуа, со неспремни реченици, не биле на семинари, не биле брифирани што да кажат, како да кажат, бидејќи нели имавме ние наводно народ се случуваше во шарената револуција со Тоа не беше народ. текстови, не беше народ. Не, тоа беше далеко од народ. Ова е народ. Токму тоа Тоа беше мала група платени кои хулигани. Мала група платени хулигани со некои 20 на млади интелектуалци, пролево ориентирани, некои анархисти, исто платени, кои имаат некоја интелектуална маса, не дека немаат. Жално е што не ни се придружуваат сега. Но секако да не маваат со бои, да не се глупираат, него достоинствено, како вистински граѓани на оваа држава, да се придружат. Не е дека тамо нема штоф. Мислам, има штоф тамо. Меѓутоа, методите на борба се очени. Ја не можам да прифатам ништо што во себе нема етика, поготово во политиката. Зашто во политиката неетичноста се мултиплицира. Некој ќе те превари или мене, или ќе те изигра, нели? Ќе му простилиш или нема да му простиш, или ќе се дистанцираш, ќе речеш нека е жив и здрав и веќе не сакаш да имаш работа со него. Но како тоа го правиш со 2 милиона луѓе, тогаш ти дезавуираш многу луѓе, така? Ги уништуваш, мислам, нивната екзистенција ја уништуваш. И ова е тој момент. Значи, неетичко идење кон власта, значи и неетичко владење. А ние видовме што значи неетичко владење во времето на транзицијата. Дали тоа го правеа од некои паранои, од исплашености, од притисоци, не е ни битно или од алчност, можеби. Но тоа е сторено. Исто како е што е оваа дебата околу платформата. ВМРО не ја прифатил. Вие ја прифативте. Како се ВМРО ја прифатил? Па да ја прифатил, ќе имаше влада. Нема влада, не ја прифатил, зашто одбрал да биде застапник на македонските национални интереси и граѓанските интереси во државата. Вие сте ја прифатиле, сакате да владеете, да не зборам дека пројдоа низ маса неетички потези. И ДУИ СДСМ. Например, ВМРО победи, имаше највише пратеници во македонскиот така наречен блок и воопшто највише пратеници. ДУИ имаше највеќе во албанскиот блок. Шемата веќе 10 години функционира, или 8 години колку веќе функционира. Победникот од едната етничка заедница со победникот од другата.
и коалициите нивни. Тоа беше прекршено, значи еден договор за кој Дуи се закануваше у тоа време дека ќе направи граѓанска војна. И тоа му пројде. И тоа беше под притисок на меѓународното. А сега тоа не важи, така? Кај е честа на зборот? Кај е дадениот збор, така? Кај е вашето достоинство? Го снема, нели? Го снема под притисоци на разноразни белосветски играчи, нели? На геостратегиската сцена. Потоа со платформата, нели? Крајно е неетичен чин, откако завршија изборите, ти ја вадиш од ревна и ја ставаш на маса како некаков ужасен тип на оброк, така. Но страшно е кај колку многу луѓе наши сограѓани тоа поминува. Па сега не би бил сигурен, веројатно дека во предизборието имаше еден вид на опсена, значи на две нива. Прво, тие граѓани би ги поделил тие 350.000, да речеме, што ти ги споменуваш во своето шоу цело време, и што се вистинска енигма, и за мене беа енигма. Ја мислев дека ВМРО ќе победи ради моментумот, значи ради историскиот момент, беше многу значаен. Мислев дека ќе победи со над 63, дори мислев 70 ќе фати или така. Меѓутоа, испадна, нели, дека резултатот беше прилично тесен. Се ние можеме да анализираме на некои глобални нивоа зошто тоа се случило. Значи не нивоа кои би биле скрупулозни и дедуктивни, туку би биле онака општо земени, напипувајќи ги само глобалните енергии. Значи тука има 270.000 стандардни некој минимален оптимум на СДСМ, така, гласачи, кои се на некој начин врзани традиционално со таа партија, потекнуваат од таа партија, добиле одредени погодности од таа партија, позиции од таа партија и така натака. Но тие, да речеме, што ти ги нарекуваш 350.000 гласови добиени од македонски гласачи, тука сигурно има известен број незадоволници, да речеме, може би 30 до 50.000 незадоволници. Но останува голема бројка, уште нели ги одбиваме тие 70.000 албанци, не знаеме, може би се 100.000 албанци, тешко може да се предвиди колку биле. Но има една бројка, да речеме, од 100.000 кои се вистинска енигма, а тие би биле, може би, оној дел од македонскиот народ кој останал во некоја псевдоидеологија на диалектичкиот материјализам, од каде се избило тоа диалектички и останало само материјализам, и тоа некој лукративен материјализам. Значи, тоа би биле оние Со пресметка, мизерни дека, слоеви. ова, така. Не мора тие да се сиромашни или некоја социјала. Не, да, те разбирам. Тоа се мизерни по дух слоеви. И преполни со омраза, нели? Поради нивното лузерство. Тоа ти Сите е... сме лузери, меѓутоа овие мислат дека требало да добијат нешто. И така, они повише. повлекоа како Стојанчо Ангелов, Љупчо Георгиевски, Кекеновски, Тоа се они повлекоа. политички лузери. Да. Политички Кои лузери и повлекоа фрустрирани. гласови. Да. И го мразат ВМРО. Но колку повлекоа? 25.000, тоа се отприлика 3 пратеника кои би биле концентрирани кај ВМРО. Уште 35.000 неважечки листчиња. 36. Тоа да. Од 40.000 неважечки листчиња, 95% беа на ВМРО. Тука има сомнеш. Еве да ги додадеме тие 35, еве да не бидат 35, нека бидат 30.000 на 555.000, тоа би биле значи негде околу 585.000. Пак е тоа многу малце во однос на моите очекувања. Јас очекував да биде на кај 600.000, речеме, гласачкото тело на ВМРО, поради историскиот момент на свестување кој сега се случува. Посвестум. Зашто тогаш не се случи? Затоа што Не верува. се уште имаше простор за толеранција и не верува. Башка, господинот Заев играше една илузионистичка игра. Сега го гледаш, сега не го гледаш. Еднаш ќе рече да, тоа го реков, после вика не е така. Не го реков, они му вика... Ти текнува. Да. После Швајцарија кога рече измена на устав, кога излезе Така, на албански да. телевизија, после доаѓа нема врска. Да, И да. овие викаат па еве рече нема врска. Така да, така.
Нема врска и исто така во своите вехементни говори знаеше да каже они викаат федерализација, нема да има федерализација, ќе има конфискација. Мислам, еден популизам од Мислам, популизмот, ја не го гледам на тој ниво како неолибералистите што гледаат на популизмот. Популизмот е всушност почнат во Америка негде пред граѓанската војна, кога политичарите нивна од 1861-65, кога нивните политичари решаваат да комуницираат со народот кој е внатре. Значи не во Вашингтон ДС, туку да влезат во Мидуест и во другите делови на Америка, и тоа го правеле возејќи се со транспацифичката железница и доваѓајќи на со кочи и коњи во малите градчиња, позицирајќи се пред општините на тие мали градчиња и држејќи говори. Пред тоа, по некој автоматизам тоа се случувало. Со некакви индукциски гласови. А во случајот, они дошле кај народот. Тоа истото го правеа подоцна и болшевиците. Значи, за да ти добиеш моќ, за да направиш преврат или да ја избоксуваш една политичка победа, ти мора да имаш поддршка од народот. Без оглед дали се работи за парламентарна демократија или за обид, за револуција или за воспоставување на тоталитаристички систем. Дури и тоталитаризмот бара поддршка од народот. Тито имаше страутна поддршка од народот од бивша Југославија. Да, не беше на сила, беше еден така. монопартиски систем кој наликуваше на некој мек тоталитаризам. Меѓутоа, во однос на култот на ликот на Тито, тоа беше супер тоталитаристички систем. Никој не се осмелуваше да зуцне нешто за маршалот, така? Дури ни Чкалја, кој беше... Ни Минимакс. Everybody best friend. Минимакс одрапа, малце у затвор ради тоа. Малце поише, кој се врати од затвор, питали ме где сам био. Мучили ме унутрашни органи. И уште 6 месеци. Да. Или Чкалја вика, кога го прашале зашто не избориш ништо за Тито, вика боле да му прогледам ја на Тито низ прсти, отколку он да не гледам низ решетки. Не го знаев ова за Чкалја. Не, тоа беа онака everybody's favorite guys, нели, кои беа медиумски ликови. Чкалја беше одма после Тито во тоа време. Тито па Чкалја. Па Мија Алексич, па Павле Вујсич. Павле Вујсич, камионџи, нели тоа. И куда иду дивље свиња. Тоа е веќе sophisticated. Иван Хетрик, тоа е веќе префинет загревачки господин. И тоа беше еден неверојатно дивергирање во смисол на жанрот. Значи, он во еден веќе отрцан, тривијален жанр внесе трилерски елементи, внесе суспенс. Нешто слично што на светска сцена на ниво на серијали направи Дейвид Линч со Twin Peaks, тоа во таа регионална зона на југословенската филмска продукција го направи Иван Хетрик со Куда иду дивље свиња. Каква споредба? Тоа не беше партизански филм, туку имаше шпионажа, имаше криминал, имаше такви некои заплети, да. Мрачна, сива атмосфера. Да, апсолутно. Како во сликите на Крсто Хегедушич, еден голем сликар, нели? Како не го знам. Он ги сликаше тие погроми во Јасеновац, нели, тела кои плутаат по Сава, мислам. Али голем сликар затоа што он всушност ја иницираше југословенската, поточно хрватската наива со групата Земја. Значи, наивата не беше нешто што се појави автентично од селани кои почнале да сликаат. Него дојде еден академски сликар кој престојувал во Париз во времето на модерната, отиде во селата, тамо, нели, Посавина и тие делови, и он фактички тие поталентирани кој Иван Генералич ги воведе во сликарството и они покажаа прекрасни резултати. Посебно Иван Генералич и неговиот син Јосиф Генералич, па Лацковиќ, па Вечена и така ги има. Наивата воопшто не била наивна. Наивата не, она е наивна, меѓутоа она е иницирана од еден академски значаен хрватски сликар. Каков спектакуларен процес на уметноста, каков постмодерна. Вау.
Постмодерна, каков збор? Никогаш не разбрав што во суштина значи постмодерна, нити незината дефиниција. Постмодерна значи модернизмот ја доврши својата историска мисија и сега немате више никакви парадигми. Правете што сакате да правите. Кога е А ние ќе видиме дали е окей или не е окей. Кога е тој период? Па ја мислам дека вистинските почетоци на постмодерната се многу стари. Тоа е после падот на авангардата, значи авангардата е веќе готова, нема ништо ново после дадаизмот, а дадаизмот е 20. век. 17 година, да. Со дадаизмот заврши. За надреализмот веќе се мисли дека е тоа една ариергарда, значи едно навраќање, ретерирање во смисол на историјата на уметноста. Но интересно е што со надреалистите, ја не знам за други, бидејќи не сум ја следел толку, секогаш се обидувале и се јавувале, дали тоа времето и политиката го носела, со манифести, кои имале длабоки продуховени, широк збор, кој ќе им ги читаш тие манифести, просто се фасцинираш како во тоа време во кои сфери навлегувале на револуција, на умот и на духот кој го барале, го поттикнувале. Уметноста очигледно била авангарда пред авангардата. Зошто уметноста иницира такви процеси на промена, на слобода? Велиш дека нема вредна уметност ако нема етиката. Етиката ли е таа што ги произведува тие процеси такви храбри, револуционерни, нови, отварање очи? Гледате, според мене, значи, етиката е влез во храмот на креацијата. Без етика не може да се влезе во храмот на креацијата. Значи, ако еден уметник нема етички склоп во себе, тој едноставно не може да твори. Во тој момент. Може да е злосторник и манијак во своето слободно време. Но кога пристапува кон творештвото, он мора да се исчисти од сите прљавштини и да влезе, мислам, на етички план и да влезе сосема морален и чист, да пристапи кон асталот Божи. Зашто креацијата само од Бога може да дојде. Ѓаволот е некреативен, затоа е излобен и изфрустриран. Илузионист. Но уметниците се суетни. Они мислат ретко кој. Ти својата креативност многу скромно ја отфрлаш од себе и велиш таа ми е дар, таа е некој мој космички конекција и така натаму. А твоите колеги најчесто се себични, не вика, јас сум тој, јас сум, од мене излезе, од Па не, мојот ако джигер. така мисли, тогаш тој е артизан, не е уметник. Затоа е толку малци уметници во историјата на уметноста. Селекцијата е страотна. Еве, например, Лувр не прима помлади дела од 100 години. Значи, мора да проведе 100 години за стручњаците од Како Лувр. бенефикација на светители во Така нешто, црквата. ова е и уште Испанија. построго. Уште да. построго. Да. И, значи, они едноставно... За твојот живот Мора тешко да дека ќе пројде. влезеш. Не, тоа нема шанс. А Па ни дури Пикасо, после- например, Андре Малромо бил пријател на Пикасо и бил министр за култура во Франција у тоа време, негде 50-тите зборам. И Пикасо правил големи слики по Веласкес, по Зурбаран, по големите шпански сликари на барокот. Иначе за мене барокот е најголемиот период во историјата на сликарството. Па и во архитектурата, би рекол. Но не се овде барокот има простачко значење, така барок. Но добро. Ајде, заврши ја мислата, па да се вратиме на Во секој барокот. случај добро? Пикасо, значи, сакал тие дела, големи дела, исто кој што се на Веласкес, монументални, по 3-4-5 метра, и он такви, или на Рибера, или на Зурбаран, или на Греко, Ел Греко, сакал да ги впореди, нели? Како изгледаат тие низ неговиот, да речеме, некој, во тоа време тоа е во некој декоративен, експресионистички тип на кубизам, работи, варира дела на стари мајстори, го варира Лас Менинос на Веласкес, ги има некои дела на Гоја, некои дела на Рембрандт и така. И он сакал да види како изгледа, како јукста позиција, неговото модерно современо дело и делото на Веласкес, направено во 17 век, да види
како тие енергии, иако формално се различни сликите, сосема, но да види каква енергија зрачи од нив. И Андре Малро му дозволил на еден ден он да ги внесе своите слики, да ги постави тука до Веласкес, до Зурбаран, до Рибера, до Греко и така натака, до Мурильо. И по некое време, мислам, он гледал, седел, Пикасо, она 6-7 сати, се утепал од гледање. Те Веласкес, те неговата ластменина сте. И кога прошол тој ден, нели, тој викенд, тој тоа било некој понеделник кога Лувр бил затворен, ги изнеле сликите, нормално Пикасо бил среќен што за момент. Ја мислам дека повеќе му било да влезе малце во Лувр, да ја осети таа атмосфера, да ја прекогнира таа атмосфера. Иначе Пикасо бил голем магус. Он имал некои магиски, иако бил атеист и комунист, имал магиски некои способности. Например, неговата жена Франсуаз Жио, неговата трета жена, неколку пати го видела како лежи со 20-30 шкорпиони на градите. Кој си галел, кој си подтуркувал. И бил многу склон кон пари. Значи, секогаш дома држал огромно количество кеш. И уживал да ги брои како што Чарли Чаплин ги броел, нели, во светлостите на Велеградот. Светлините на Светлините на Велеградот. И тоа стално покушал да го направи со парите. Сакал да си игра многу со пари, имал големи количества кеш. Иначе, кога починал, оставил заштеда од 2 милиарди долари, неговото богатство се проценува на многу поголема сума. Мислам, побогат бил од Сорос, да речем. И покорисен за човештво. Штета што не направил фондација. Би те замолил за една кратка пауза, веднаш потоа ќе продолжиме со разговорот. Режија. Малку приватно со господинот Станковски збориме дали сивилото на косите е одраз на старост. Многу елегантно ми кажа, тоа е среброто кој искача од тебе. Да. Допрва, Сребрени рудници. допрва благородните метали излегуваат од тебе. Како старо вино, што постаро толку подобро. Го спомна барокот. Ке ми простиш, ја никогаш не сум успеал, бидејќи не можам да го разберам јазикот на уметноста, бидејќи не сум го живеел и затоа ми е фасцинантно да слушам авторитети како тебе, кои го живееш и го чувствуваш тој процес директно. Го спомна барокот. Барокот е прилично политички експлоатиран кај нас заради архитектурата која се спроведува кај нас. Ако ми дозволиш нешто, една мала реминисценција би направил на 103-ка, кога го вадевме джингловите од Blade Runner. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on the shoulder of Orion. I see glittering schemes on the 10,000 gate. All those moments will be lost in time, like tears in the rain. И ако се сеќаваш, кога го изгледав прв пат филмот, почеток на 80-ти години, кога се прикажуваше во кино, визијата на иднината, која дотогаш, ако беше преку Кјубрик, беа чисти линии, без никакви примеси,
ама тоа беше естетиката за да се истакне монолитот на духовноста, или визиите на Логановото бегство модерно, шарено, ултрамодерни црти кои немаат никаква врска со минатото. Ридли Скот ни го покажа светот 100 години како ќе изгледа, дека тој во неговата пренаселеност, загаденост, како главна карактеристика ќе го има барокот, со символите на темелот, дека секоја зграда имаше по некој животно, по некој демон кој штити од злото. И барокот во модерното, и тоа беше најфасцинантната естетика која до ден денеска никој не ја напушти. После во филмската уметност тоа преиде во Бетмен, во Готам и така натаму и се повторува. Често пати кога идеме низ Европа, ние, обичните македонци, фасцинирани сме, вилици ни паѓаат кога ќе ги видиме тие градби, затоа што тие црти, тие патини побудуваат нешто кај нас. Не сме равнодушни. Не зборам за рококо. Токму за барокот, кој има една величественост, една монументалност, дури и кога е на мала зграда, она делува јас. Има свое ја. Дали ја барокот му се израдував искрено, заради она што сум го живеел како млад човек, сретнувајќи го низ она што ми било идеологија, Blade Runner, научната фантастика, со 103 и ми било блиско како модерното и уметноста да бидат споени. И немало подобар спој, иако Баухаусот имало трендови и така натаму, но за мене барокот, модерен, како во Blade Runner сега се снима и вториот дел, ремейк на истото, или втор дел како и да е, тоа исто ќе биде фасцинантно да ја видам повторно таа иконографија. Ме интересира, пошто го спомна, како го доживуваш ти себе ова, бидејќи контроверзии излегоа, а излегоа само заради една работа. Да се напаѓа било што овие градат, за да им се оневозможи било каков кредит да има за утре. Со слепило, без никаков морал, етика и чувство, се напаѓа една добра работа, една добра естетика. Дали естетиката на барокот држи денеска по твое мислење? Гледайте, тоа што ние го имаме овдека нема многу врска со барокот. Тоа може да биде некоја зграда, да речеме, да биде во необарокен стил, но такви нема многу. Едва и да има една, можда некоја ротонда која пак асоцира на некој ренесансен момент, но главном е неокласицизам. Значи, класицизмот е една парадигма тука која се следи во архитектурата, но и тоа не е типичен класицизам, затоа што има многу елементи кои се дел од ова време, кое е постмодерно време. Конечно, самата постмодерна иде во многу правци, таа не заговара како модерната одредени стилови или изми кои би се академизирале и би станале доминантни, нели, во визуелниот свет или во визуелната околина, така, или како уметност, конечно, како фокусација на врвните моќи на човековото создавање, да речеме. Тука се работи за еден еклектицизам, фактички, поради тоа што модерната е исцрпена и веќе не може да продуцира нови форми, пошто се прежвакани и повторени по 100 пати, а нема некоја визија која би дала нешто сосема ново, затоа што немате по-права линија од правата линија и немате по-крива линија од кружницата, така да творците, архитектите, дизајнерите полека, сигурно почнаа да се инспирираат од она што е историја на уметност, како еден голем уметнички фундус. Значи, како еден ресурс, како рудник на стилови, на парадигми, на дела така кои зрачат историски, непоматено, стануваат све повредни и повредни, понезаменливи и понезаменливи.
пофасцинантни. Постмодерната може да го варира и Пикасо, може да го варира и Нюман, и Енди Уорхол, и Кандински, да речеме, и Полок. Но исто така, да, може да речеме да се поигрува како со структура, дури и да го копира. Тоа нема да биде модернистички од Полок, ќе биде некоја постмодерна варијанта на Полок. Да не ги инспирираме шарените со Полок. Нема може да го врска они разберат. со Полок. Не може да го разберат. Сам Полок, кој ќе го видите во оригинал, тоа е галаксија. Браво. Сам шарениве се дефекација, така. И тоа по туѓи дела, по туѓо творештво. Шарените силуваат, Полок создава. Значи, шарените силуваат туѓи дела. Тоа е силување. Никаква синергија нема тука, затоа што нема пристанок, нема дозвола од тој уметник. Кого го вандализираат. Ние сме виделе страотни вандализирања и од исламистите, од вандалите, така, разни варварски народи кои имале некакви стравови, мислам дека тоа се некакви демони во камењата, така, со лик на човек, па ги уништувале, нели, за да не бидат уплашени. Затоа што немале таква уметничка технологија да произведат нешто така реално. Ги плашело тоа и стравот раѓа агресија и руши, нели. Така мислам исто дека се случи и со шарената револуција. Од друга страна имате вие некоја мала интелектуална елита, на неколку професори на архитектонски, асистенти, студенти и така. Све тоа на некој начин се сензибилизира преку разни агитации, пропаганда и така натака. Знаеме дека професорите се најголемите пропагандисти на една идеологија и особено ако не влегле агитатори. у тендерот. Не само што не влегуваат во тендерот, него едноставно они се вржани за една идеологија и за една партија и не може да поднесат така кога не се на власт. А биле на власт и што направиле, ама баш ништо не направиле. Може да нешто упропастиле као Тифани, да не можеш да пробиеш булевар. Тифани. Или некои други грди. Каква брадавица е тоа? Па не само тоа, него Скопје под нивната архитектонска палка залича на еден рударски град, без имагинација и без душа. Она што остана од Скопје, тие неколку стари мала, као Стара Чаршија, као Дебар Мало, Маџар Мало и така, тоа е... А тука баш се создаде духот на Скопје и креативниот дух. Тука се создаде постмодерната. Тука се создава авангардните, да речеме, со огромно задоцнување, нели, состојби во Скопје, во уметноста негде 60-тите, да речеме. Но во архитектурата ова го збориш добро затоа што еве ја на пример ги објавував тие, живеам во дел во Скопје кој никогаш не бил урбан дел на градот. Значи спрема водно, позади железничката стара станица. Така. Делови кај беа магацини. Тие магацини обстана и ден денеска. Да. Обскурен индустрија. Негде 20-30 години изградени. Така, И да. тие имаат значи магацини воени или не знам какви. Имаат и они орнаментика која ја не знам како да ја класифицирам, но кога една зграда надвор од рамните линии има било каква орнаментика, например, не знам, полукруг Тоа со веќе три линии. не е во духот на модерната. Кога има такви, нели, лигатури, кога Ама има го такви... гледа Мацо после 60-70 години сум пораснал. Сега го Така, гледам со други очи и сваќам дека тоа има естетика на една грда, никаква запуштена зграда која нема ништо. И сега како идеш према тоа, ја не знам дали е тоа барок или не е барок, сега гледам зграда која има од соцрец, која било права линија, и што викаш, од поправа веќе не можеш, затоа минимализмот и, не знам, Баухаусот, не знам, последната столица Мондријан што ја вади, онаа ултрамодерна што имаме во научно-фантастични филмови извадени 1920 година. Да. Со The три Still, да. или Барселона, фотелјата за седење, таа сигурно 100 години ќе наполни, а мислиш кога ќе ја погледнеш дека вчера е направена или ќе се направи за 20 години. И кога таа естетика овде као тие едни магацини, и сега доаѓаш во твојата визуализација, во твојот видокруг, доаѓаат орнаменти кои имаат естетика. Мене ти немаш рентген зраци
да ти е тоа тебе стиропор ли е, мермер ли е, камен ли е или што е. Едноставно, ти веќе низ улицата кога поминуваш, имаш еден калейдоскоп од убави форми кои подсвесно делуваат на тебе. Зошто ова го зборам? Зошто не го зборам на памет? Затоа што сум центарско дете. Затоа што не сум сакал да покренам поглед, затоа што ми било даун и сум се радувал на било кое идење надвор од градот, затоа што сум морал да гледам надоле, пошто нагоре нема што да погледнеш, а надоле кога гледаш и имаш калдрмата која е единствена била нешто пошарено и оние грди тротоари, асфалти. Сега, едноставно, ти се крева главата сам. Па затоа што од едни запуштени и одвратни грди простори, кои служеа како едно јавно ВЦ, се меѓу најубавите, би ги нарекол, секции урбани, не само во Македонија, туку и на Балканот. Посебно оној дел кој оди од Староновиот театар кон Музеот на македонската борба, па археолошкиот музеј, цел тој сет згради, но и од другата страна, заедно со црквата и тоа прилагодување на фасадите и самиот плоштад со фонтаните, тоа веќе дава еден фасцинантен западноевропски, традиционалистички изглед. Инаку барокот е производ на маниризмот, значи ја имаме ренесансата која дожива кулминација и преоѓа во маниризам. Маниризмот во барок. Барокот се појавува негде крајот на 16 и почеток на 17 век во сликарството, а нешто подоцна во архитектурата, пошто архитектурата е кабаста и е поспора. Иако во тоа време сликарите, скулпторите и архитектите биле едни исти личности. Како Донато Браманте, како Микеланджело, сите тие Рафаело, сите тие правеле и архитектонски проекти, и сликале, и скулптури правеле, и така натака, и графики правеле. Се значи, тој универзални гений на европската уметност сублимирал во барокот во 17 век и се расширил, станал универзален, глобален стил. Барокот е првиот глобалистички стил. Кој го има на секаде. Да, затоа што ренесансата... На планетава ќе го сретнеш. Токму така, и сега ќе ти објаснам зашто. Значи, ренесансата ја фати Италија, Добро. ја фати делумно Шпанија и Франција. И има еден вид северна ренесанса, која произлезе од самата готика, значи. Тоа Добро. се германските народи Да. на север и до некаде англичани. Но никогаш не пројде подалеку од европските граници, застана тука. Барокот се разли и ни словенскиот свет отиде до Русија, и затоа што тоа е период на колониализмот, он отиде и на другите континенти. Кога ќе видиш, например, денеска, да речеме, една Тие што ги општина викаат Да. колониални згради, во Точно суштина така, се тоа е колониален барок, тоа се барок. Аха. Значи, кога ќе видиш една зграда, да речеме, едно собрание или општина, да речеме, или некоја академија во Лима, Перу, или во Сантјаго де Чиле, или во Рио де Жанеиро, или во Буенос Ајрес, е пун со барок. Има барок као Прага, као Фиренца, мислам. Фиренца е повеќе ренесанса, но има барок, нели, поради делувањето на Бернини и така. Мислам, едноставно, барокот е едно процветување на една глобална култура, но која во себе ја нема таа репресивност. Значи, она ја нема репресивноста која што има модерната. Брутализмот на модерната. Конечно, во периодот на модернизмот на политички план се случија ствари кои биле непоимливи за тие времиња, да речеме 17-18 век. А тоа е, да речеме, Холокаустот. Не само Холокаустот, туку и, да речеме, екстерминацијата на граѓанските политичари и граѓански ориентираните луѓе и аристократите за време на болшевичката револуција, за време на октомвриската револуција и после тоа Лениновите и Сталиновите чистки, така? Проценката е огромна, 25 милиона. Тоа е повеќе дупло од Првата светска војна. Добро. Во кој контекст сакаш ова да го Сакам ставиш? да кажам дека тоа е време на модернизмот кој е многу сурово. Сурово како менталитет, пред се во архитектурата.
еве земете го на пример модернистичкиот брутализам, да речем, архитектонскиот брутализам. Натурбетонот, нели? Скопје е препуно со брутализам. Тие побунетите против под наводници барокот, нели, и невкусот на владетелот и нели на тие што создаваат една таква, да ја наречам, конзервативна ретро уметност, се токму луѓе кои се изразиле во брутализмот. Авторот, например, секоја чест, нели, попуниле еден временски период, биле би рекол, вредни помодари, така. Тоа ништо автентично не од нив. Они следеле, да речеме, одредени курсови. Дали Баухаус, дали Френк Лојд Рајт или некои други архитекти, не е ни битно. Но битно е дека тие доцнат 50 години, така, после времето во кое се создавале такви визури архитектонски. Сега, секоја чест на тие професори ја ги почитувам, меѓутоа нивното дело е катастрофално по естетика и по функција. Еве да речеме еден од тие професори кои заслужуваат почит, нели, да не го именувам, да е жив и здрав, нели, со цел респект и цела љубов, како кон човек. Факултетот, нели, филозофскиот, правниот и економскиот факултет. Јас студирав историја на уметност во еден период, иако студирав ликовна академија, и се сеќавам какви беа тие простори во филозофскиот факултет. Кога ќе заврнеше, имаше бари. Значи бари, вирови, онака, по 5 метра. Крајно нефункционален простор, еден многу алиениран, грд простор, простор кој те одбива. А да не зборам за дигнитетот на една научна дисциплина која, еве гледаме какви се универзитетите во Кембридж, во Оксфорд, Харвард, Јейл, се прекрасни готички, неоготички, барокни, необарокни, класицистички згради. Издишува со продиховеност кога ќе застанеш Па до издишува нив, со во нив. традиција, со сериозност, овде издишува со некаква импровизација, со некаков експеримент. Па исто да ти кажам, мене И повеќе грдо е, бескрајно е грдо, меѓутоа окей, се направило, нека стои тука, Ако ќе биде пример за еден период во историјата на уметност. мојот сон за влез во пеколот, мојата ноќ на море, и како ми иду низ такви ходници. Не, има уште пострашни, например, еден уметник по име италијански Пиранезе, он баш цртал такви пеколни интериери и архитектура, која би требало да биде пеколна, подземна архитектура. Мислам ги цртал така, правил графики и цртежи. Органска? Изгледа фантастично, а? Органска или? Не, тоа се чудесни лавиринти, тоа се застрашувачки перспективи. Нешто као Ешер, само морбидно и тешко. Нели, Ешер е целиот во некој абсурд, така, но има некоја светлина во него. А ово е темно, некој подземје, некои затвори, некои такви кршеви. Тоа е грдо. Мислам, ова не е до тој Многу степен. символика како еден Подносливо, Хиеронимус Бош. да. Но многу грдо изгледа и сум влегувал кај некои професори во кабинети. Тоа е недопустиво колку се тоа грди простори. Нефункционални простори, гнасни простори се. И не успеа, и на толку фрлени пари, и протести, и сето тоа, не успеа да создадат огадување. Тоа е неверојатно. Мислам, да идеш со концепт, нешто што е Затоа естетски што- убаво издржано. Затоа што не е гадно. Само сакам да кажам дека токму тој професор, како решение за проектот 2014, го понуди решението Ground Zero, значи да се сруши сето тоа. А ние ги толерираме тие грдоти со години и не протестираме, така. Затоа што сме толерантни. Кој ќе ги погледне сега, еве ги изградиве со обновениве фасади, сосема поинаков Па печатот изгледа кој имаш. пристојно, да. Нели? А она друго, но па онаа лименка тамо, тоа изгледа очајно. Очајно. Или Ја не знам што им е. Како Рама во Тирана, која ги нашлака со бои. Рама го знам, прв пат го запознав, излагавме заедно во Копенхаген 1997 година. И се дружевме заедно, тогаш беше така, проанархистички ориентиран, млад, баш беше еден вид неохипи, така, хипстер, знаеш.
доста слободен. Не знам дека сте биле. Да, он релација. правеше, значи, имаше една инсталација, работеше со тие бункери, нели, тие абсурдни бункери, како печурки што изгледаат. Како не? Имаше една видеоинсталација. Содружевме заедно со Раша Теодосиевиќ, со Јусуф Хазибеговиќ и они беа тамо. Жанета Вангели исто излагаше, Небојша Вилич беше куратор на тоа. Што ние од Македонија, мислам, ја тогаш не бев во Македонија, бев во Германија. И Жанета исто така, но учествував на таа изложба затоа што Ники, таа што беше Маркијард, Ники Диана Маркијард, куратор од Њујорк, она не повика нас, така отидовме. И се дружевме тука заедно, имаше некои уметници од Русија. У тоа време, да кажам, Тоа е време имаше... пред да стане под влијание на Сорос, пред Сорос да му стане пред бомбардирањата на Југославија и имаше некоја можност за мирни решенија. Но ја мислам дека се работеше за атер на воено-индустрискиот комплекс и таа војна едноставно беше стимулирана цело време. Значи беа двете страни стимулирани, советувања кои подоцна ги внесоа и двете страни во гибел. А денес двете страни се во dreadful shit, што би рекле американците, затоа што радиацијата го стимулира канцерот на невидени нива. Затоа и се празни Косово, затоа и се иселуваат луѓе. Значи, они добија држава, но добија и канцер пута 100. И уште не се осмелуваат да проговорат. А и таа држава е прашање дали воопшто е ставена на некои нозе кои би биле стабилни, нели, како и све на Балканот. Не сакам да ги подценуваме, и нашава држава е ставена по знак прашање, и било која држава. Нема стабилна држава на Балканот. Дури, да речеме, држави као Грција или Романија се исто така прилично лабави по својата стабилност. Зависи како ќе се постават, во која констелација големите сили би се поставиле тука, нели? А сега имаме играчи кои се моćни. Русија, Кина и така. Многу моćни. Но сега за сега тие играчи не покажуваат многу интерес за евентуално вмешување на овој терен. Тие одавна покажуваат висок степен на интерес, само што нивниот интерес не е Така агресивно. не е импресионистички, не е агресивен, не е флагрантен, тоа е многу суптилен интерес, тоа е таен интерес, контактите се одвиваат на тајни нивоа и не го гледаме тоа. Значи, русот и кинезот немаат амерички менталитет да се удира во фанфари, значи го немаат тој холивудски, да го наречам, свечарски момент или Каубојски. панаџурски момент. Да. Тоа го немаат. А Европа го има делумно затоа што долго време била под влијание на американската култура и начин на однесување и менталитет, па на некој начин го добила, само што тоа е една гротеска, нели, една лоша верзија на американецот, немоćна, би рекол, импотентна верзија на американската моќ која сега е доведена под знак прашање со најновите состојби во Америка, со овие смени и конфликтот помеѓу конзервативците и неолибералите, кој може да се претвори во граѓанска војна во даден момент. Ако Трамп не ги окупира сите тие пунктови на моќ кои сега како да не може да ги зафати добро. Пунктовите на моќ се центри кои не се само обштествени центри кои Апсолутно. може да се, туку се поединци. Ова што Џорџ Сорос прееволуираше, он на многу луциден, на многу лукав начин навлече авангарда, навлече елита, луѓе што ги збориш, затоа што храбри, прогресивно финансира и така натаму и на крај се наоѓаш себе си дека идеш во еден неонацизам, кој не се вика неонацизам, се вика либерализам, геј либерализам, геј райтс фашизам, и не можеш веќе да си го признаеш, а веќе си толку зацапан, не можеш па ни да излезеш од тој или не сакаш. Сорос нема никаква врска со нацизам или фашизам, тоа гледам тука доста се употребува тој збор фашизам од сите страни. Фашистичкиот режим, па да беше фасиштички режим, ќе можевте да зборите
Да, бевте у веќе фашизам, убиени, така. у фашизам нема Ќе слобода на бевте говор. екстерминирани. Така е. А Сорос е далеко од тоа, но се покажа дека и либерализмот знае да биде опресивен, репресивен И исклучив. и тоа да го направи на еден суптилен начин, на еден подмолен начин. Значи истите резултати да ги направи како еден нацистички тоталитаризам, но под превезот на парламентарна демократија на еден многу суптилен и подмолен начин. И затоа, например, кога ги ставам на таз, поинтересен ми е нацизмот за проучување, затоа што има една длабина во себе, има многу по-силна конструкција и нема таква подмолност. Барем знаеш на што си. Он те предупредува, ги покажува своите траектории на движење, своите визии, колку и да се гротескни, колку и да се ужасни, но ти веќе знаеш со што дилаш. Да. А овде не знаеш со што дилаш. Он ќе ти дојде како пријател и ќе ти се потпикне, знаеш, под кожа и после почнува да делува како канцер, како болест. Затоа е многу пострашен и трае долго, веќе 200 години, сега почнува да се руши. Тој почнува со американската антиколонијална револуција и со француската буржуазка револуција. Тоа е единствена идеологија која толку долго преживува. Ги произведе за своите потреби и комунизмот, и нацизмот, и фашизмот, и потоа он не ги сруши, него сами од себе се срушија затоа што немаа капацитет да ја доскочат на реалноста. Много интересна анализа. Али либерализмот покажа жилавост, значи променливост, напуштање на некои концепти кои ги држал за свети во име на други, моќна трансформација, мимикричност. Значи, тоа е еден неверојатен. Тоа е, например, кога го гледате либерализмот, најдобро е да ги прочитате ционските протоколи, па ќе ви стане јасно што е либерализмот. Вау. Каква неверојатна машина за создавање политичка моќ. Ние збориме за парламентарна демократија, но демократијата воопшто не постои. Постојат пари, моќ, постои влијание. Тоа постои. Што, мислам, гуски колку сакаат може да гласаат така навака или натака, секојаш ќе бидат ставени во некоја шема. Затоа, например, им се срушија структурите и плановите кога излезе народот, затоа што тоа е реална моќ. Ова не можете да го купите. Ние видовме колку можеше да се купи. Така. 2 години ги гледавме. Блокира Гледавме, улици, да. шатори. Да. Во најдобри денови 2000 души можеа да извадат Така, максимум. така, да. Со помош на Тоа партија 20 собраа 20-30 хулиганите и нивните родители. Да. Доаѓаат, нели, атер за децава да им помогнат и така. Пријатели, тетки, роднини, баби, дедовци. Доаѓаат. А Но појма никогаш- немаат што прават овие. Масовност на народ не доби. Не, никаква масовност на народ, тука се покажува дека тоа немаше есенција, нема суштина, нема мотивација, нема душа едноставно. Нема етика. Етика нула. Етика, take the money and run. Дај што даш, ето е етиката. Нормално тие нивните водачи, капоа или команданти, како сакаш наречи ги, земаат лавовски дел, а на хулиганчињава им даваат некои нели мрвици, што би рекле кроатите, така, некои трошки им даваат. И доволно е што ќе се сликаат таму на тој ивент и да имаат некакав сатисфакција дека создавале историја, така. Меѓутоа мизерно. Ще една пауза ќе мораме кратка Ако. да направиме и веднаш потоа ќе продолжиме со разговорот. Секако. И видовме во оваа македонска пролет, кога луѓе се надеваат дека, не знам, лидер ќе му биде Зајаковски, или Груевски, или Мајаковски, или ово или оној, излегува двајца луѓе, едниот уметник, другиот човек, представник на млада генерација, сосема неочекувано, успеа да покренат повеќе маса, луѓе крајно неконвенционални, кои, кога им дојде преку глава разговорот, кој им
со едни диригирани роботчиња, учипени, ги фрлеа микрофоните и си излегува од дебата, а овде како ја ги поканив, не можев да ги скротам за некаква рационалност, па стана со едноставно гледаш дека слободни луѓе кои размислува со своја глава, кои едноставно не се учипени, не се надалечинско, слободни луѓе и успеа да бидат лидери и предводници, да бидат ликот на ова народно будење. Револуцијата често пати изнедрувала неочекувани ликови да бидат предводници на вакво нешто. Дали ова што се случува оваа пролет е револуција, еволуција или нешто сосема поинаку? Како го доживуваш ова? И дали овој моментум кој го има ке потреб, дали народот чувствува дека навистина треба и мора да остане таму за да обстане? Па секако дека не е револуција во оној класичен смисол на зборот, туку е протест и покажување од страна на народот кој е кој. Тоест, кој е владетел на моќите и кој ја дистрибуира моќите. Но, овој габарит, оваа масовност, доколку дојде до некој неприличен одговор од другата страна, може за секунд да се претвори во револуција. Мислиш, го има тој потенцијал? Го има капацитетот, ја има потенцијата да се претвори при една провокација погруба, да се претвори во револуција и да паднат многу глави. Значи, да станат гневни овие луѓе и да тргнат да ги ловат причинителите на кризата. Да речеме, како италијанските фашисти 22 со Мусолини, марш на Рим, да речеме. Ние можеме да организираме марш на Струмица, така. Замисли она као филмовите на Мед Мекс, само многу по-масовно. Автобуси, комби, коли, авиончиња, хеликоптерчиња, дрончиња, ролшуи, точаци, све тоа, камиончиња, да се упатат кон Струмица, едно 200.000 луѓе да ја ослободат Струмица, така? И нормално да го предадат, да го уапсат господинот Заев и да го предадат на полицијата и на судските органи. Ако некој се спротивстави, ако некој се спротивстави, дел од неговите телохранители може да изгубат глава, така, многу лесно. Ова е многу голема моќ. Ова е цунами кое, ако го изиритирате, готови сте. Но има голема самоконтрола, нема провокации. Од каде доаѓа таа свест? Од свест. Од каде е таа свест? Високо ниво на свест. Па гледаме дека ова се окей граѓани кои се релативно интелигентни, кои они се борат за сочувување на поредокот во однос на нивниот идентитет, во однос на општествените констелации, во однос на нивната традиција. Мотивот е фантастичен, затоа и одгласот толкав голем. Но исто така мора да се земе в предвид дека секоја општествена акција има своја реакција. Кога 2,5 години ве малтретираат одредени политички структури, во еден момент ќе се доврши таа приказка, значи губи веќе капацитет, губи енергија и се разлива и пропаѓа. Тоа се деси со оваа шарена, да ја наречем, револуција. И сега, како реакција, затоа што имаше неетично проследување на процесот со низа махинации, нели ги споменавме за обиколувањето на Мајскиот договор, вадење на платформата и маса други недоличности, купување на гласови во предизборието, објавување нели на приватни разговори, тајните служби, пари од вамо, пари од тамо, нели Сорос, USAID, албанска емиграција, бизнисмени различни, блиски до СДСМ и така, значи големо подкупување, они пенетрираа во владата, значи има списоци на одредени таргетни групи, социјалци, да речеме, во Министерство за труд и социјала. И само кога твоите активисти, да речеме 1000-2000 активисти, ќе добијат $5 милиони,
И кога ќе им ги фрлите тамо во гетата, така, разни ромски гета, пролетерски гета, македонски гета, вакви гета, онакви гета, тогаш ловот може да биде, да речеме, 2000 луѓе да соберат можда 30-40 гласачи. Да ги подкупат, нели? Прво ќе се интересираат за нивните проблеми, ќе се зближат и потоа доаѓа до една по-конспиративна игра, нели? 90% од луѓето тука ги сакаат парите, нели, као и сегде. Мислам, парите се еден енерген за живење, така. Така да не може да се заобиколи тој екзистенционален императив. Но ова не е само процес кај нас. На глобално ниво се случија два големи процеси. Трамп, не како личност, туку она, кој го донесе Трамп, а тоа е молчаливото мнозинство, кое најверојатно заради вулгарноста на либерализмот веќе им дојде преку глава. Па секако дека пролетаријатот, тоа е оно што го викаат white trash, беше ударната сила на Доналд Трамп и неговата кампања, но имаше тука и елитни слоеви кои се заангажира за Америка да биде повторно голема, нели? Меѓутоа, тука не се работи за она Америка да биде голема во империалистички смисол, туку да биде голема во смисол на враќање на нејзината душа. Тука ја гледам, мислам сите промени се од Бога, тука да не се нема тивко мнозинство, вакво, такво, да се булшит. Севишниот, така, кој го донесе Путин, така? Севишниот го донесе Путин. Но добро, да влеземе во оваа анализа, да речеме за сите тие перипетии, нели, што се одигруваат. Значи има една библиска поговорка која го вика и целиот свет да го освоиш, а ако ја изгубиш својата душа, ништо си. Тоа му се случи на Свети апостол американецот. Павле го цитираш. Значи тоа му се случи, тоа се случи на американската политичка елита во последните 20 години. Може би и повеќе. Ја мислам дека тој процес почна уште од времето на Регановата администрација, после Регановата администрација. Тоа беше последниот период во кој Америка се уште ја имаше онаа типична нејзина карактерност. И се уште важеа некои битни, етички, морални законитости. Потоа, кога почнаа тие да се занесуваат со империалистички соништа, кога падна, нели, железната завеса, они влегоа во освојување на светот. Тука имаше значајни нивни, да речеме, креатори, стратези од типот на Хенри Кизинџер или Збигнев Бжежински. Точно Хенри Кизинџер вика дека освојувањето на светот за Америка ќе иде преку иницирање на проблемите на човековите права во одредени држави и грижа за нив. А Збигнев Бжежински тоа го работеше во смисол на отстранување на главните стратегиски непријатели. Значи, он тука го препозна Советскиот сојуз, а подоцна Русија, а подоцна православните Словени. И Кина. Кина, они мислат дека можат Кина да ја претворат во некаков тип на голем рудник. Мислат дека кинезот е како раса инфериорен. Значи, на англосаксонецот, кој владее со американската држава, единствен реален конкурент од кој вистински се плаши е православниот Словен пред се Русот. Еве, да не го шириме тоа. Пошто ние сме пинат за нив, ние е Србина двама тамо, но Русот е нешто што го сонуваат, а тие соништа стануваат све покошмарни и покошмарни. А го сонуваат како кошмар, не како желба да го како идеал. Затоа што сега е помоќен. Сега има поголема моќ на светската сцена. Интересно што Русот Посебно што американското општество влегува во конфликт. И тој конфликт го ослабува американското општество. Што е тој конфликт појак, толку е тоа послабо. Но интересно дека кај една цивилизација, една империја слабе кога низините жители, граѓани влегуваат во конформизам. Кај русите се случува нешто друго. Они влегува во конформизам, ама не го изгубија оној иницијалната
храброст, пожртвуваност, во смисла Русот не мораш да го платиш за да си ја брани татковината, американецот мораш многу да го платиш за да земе пушка во рака и за да си ја брани. И сега, овие процеси не се случуваат само кај нас, вакви процеси во Европа се случуваат, промените, политички структури, се менува, Мери Ле Пен во Холандија, доаѓаат, се изнедруваат партии кои беа со подсмев, отфрлани, маргинализирани, добиваат се повеќе и повеќе на подем и поттик и така натаму. Кај нас конфликтот е најочигледен и најалармантен, најбрзо се предвижија работите. Во Европа сега за сега е помирно. Таму овој конфликт, мислам дека допрва ќе го доживува. Дали ние... Во Европа овој конфликт постои одамна. Групи како шарените, не така блазирани, глупи, многу пософистицирани, но со исто така еден вехементен, би рекол, однос кон протестот, кон општествениот протест, како што се анархистите, па и левите групаци кои полека исчезнуваат, скапуваат, нели, во новото време кое не им иде од рака. Они ја изгубија, нели, таа идеологија во пракса, значи како практицирајќи го ја идеологијата на левицата, тоест на комунизмот или социјализмот, они тотално пропаднаа и тие се влеја во кај либералите и стана се тоа едно подрачје на неолиберализам, нели, едно големо подрачје, една баруштина, нели, еклектична, која сега се собира, но тоне све повише и повише тоне. Апропо Трамп, значи Америка, Соединените американски држави, освојувајќи го светот, тие заборавија на својот народ. Значи, тие почнаа да улагаат во проекти, во луди проекти, за да го освојат светот, во војни, кои не беа доволно големи за да има фидбек од таа војна. Значи, влегува во голем зијан. Значи, за да имаш фидбек ти од една војна, треба таа да биде многу голема, да биде светска војна, па да поразиш пола свет и после да ти стане роб. Како германецов, например, да го кастрираш. После Втората светска војна. Германецот или јапонецот се кастрирани работи и ќе ти стане работник, ќе ти стане робот, така? Но сега работите излегува од контрола поради тоа што сите овие роботи малце добија некоја мала душа, па почнаа да се групираат и да се организираат. Тоа беше и проблемот зашто Америка почна све да и проклизува. Значи се работи за едно осиромашување на средната класа во Америка, за пропагање на средната класа. Глобализмот доведе до тоа економијата, фирмите, компаниите да отидат кај што има ефтина работна рака во Азија и се деси колапсот. Значи они освојуваа со тоа, меѓутоа од друга страна кинезот со својата 4000 годишна мудрост вика, окей, дојдете, ја ќе ви работам 10 години за џабе, но ќе ми ја земам технологијата и после ќе видите дека сум ви ја зел технологијата, воедно сум развил и воена технологија и со својата бројност и економска доминантност ќе ве направам вас колонија. Баш како што ги направи. Значи доволно интелигентен бил и сега мислам дека најголем проблем за Трамповата администрација ќе биде кинезот. Кај кинезите не преовладаа. Ама тие се они беа спремни да се жртвуваат. 4000 години се у тој филм. Ефтина работна сила. Таму имало гладови кај што умирале милиони луѓе од глад. Че тоа е навистина гигантска земја која воопшто не функционирала во некој контекст на конформизам. Нити па цели било тоа, освен за една сосема мала владеачка класа, нели, на мандарини и на аристократи кои... Како ќе заврши се ова? Луѓето, Ова? Да, луѓето се храбри, ама и се уплашени. Ти велиш не се. Не велам се уплашени. Се плашат од војна, не сакаат војна. Луѓето веруваат, се убедени дека војна до сега ќе имаше и дека нема затоа што се излезени. А кој би водел војна? Кој би водел војна? Па Куманово. Ајде да шпекулираме. Па 2001 година како што беше. Беа средени за 24 сата.
Тоа беше обид да се направи Се граѓанска плашат војна во Македонија, Од но така украинското сценарио. глеј, таа војна на пример, што беше иницијална каписла за војна во диво населје. Имаше уште една провокација пред тоа беше Липковското езеро, тоа е Смилковското езеро, така тој масакар кај Смилковското езеро. Но ако го анализираш тој момент, да речеме диво населје, тука, например, американец би пуштил 3 хеликоптера и би го средил тоа за сат време. Би го дигнал цело диво населје у воздух, така? Со ракети земја, воздух земја, така? Најмалце, Би ги најмалце попарил така. и би имал Томахавк. 0 жртви. Да. Со такви мислам, како да ти кажам, се гледа дека се тоа војници прилично неедуцирани војници, знаеш, војници кои, мислам, тебе да се тоа фанатични терористи, зар би заробиле 37 луѓе. Тоа е срамота за една командо група ти да им заробиш повише од 2/3, да 3/3, да им, 3/4 да им заробиш од персоналот, така? Што е срамота. Мислам, знаеш како, да речеме, прошол Христо Узунов, нели? Тоа е таа ситуација, обколена од јаки турски сили, нели, од османлиски сили, се борат додека се борат, потоа се самоубиваат. Тие од опозицијата Овде се имаш надеваат бели знамења. дека ќе има странска интервенција, како што имаше во Украина, како што имаше на Косово 99-та. Но очигледно ни НАТО, ни Европа, а уште помалку Америка има намера да се меша во уште еден таков конфликт и без оглед на до што ќе доведе ова. Овој народ нема да дозволи да се формира влада врз основа на туѓа платформа. Не само што нема да дозволи, туку народот е исто така ресурс за регрутација и овде имаш потенцијално, да речеме, едно 10 или 5, зависи која групација ја гледаш, се потенцијални војници, кои на овој или на оној начин би се бореле за татковината. Дали во позадина, со тоа што би биле провајдери на одредени, нели, Логистика, да, бре. така, логистички аспекти или директно на фронт. Значи, тоа е број 1. Масовноста е потенција за разни, да речеме, креации на одредени одбранбени стратегии. Од друга страна, што би се случило е, да речеме, слушам, да речеме, некои големци од албанските партии се закануваат со некаква војна или со апрайзинг некој или... Ќе биде смешно, мислам, ќе бидат многу брзо елиминирани. И дури и да ескалираат таа војна, да донесат трупи од Косово или од Албанија, на наш терен брзо ќе бидат неутрализирани. Така, нема овој пат да се користи пропорционална сила. Например, случајот диво населје ќе се реши со хеликоптери со 0 жртви на наша страна, а кај нив 90% жртви ќе има. Од друга страна, ако се смешаат одредени сили, нели? Што вика господинот Александар Дугин? Путин гледа на мапа и гледа кај има војна. Кај има војна, тамо е Путин. Путин може да интервенира тука under need, така да даде моќ било каква, која би го неутрализирала. Тој нека имаат и 10.000 муџахедини, да речеме, доведени од Сирија, тоа ќе биде уништено многу брзо. Теренот е таков, што е ова една голема дупка, како една шлајка е Македонија, една висоравнина, и нејзините граници се падини на планини. Така да они ќе бидат изложени на екстерминација, масовна екстерминација, ако влезат во таква авантура, и тогаш веќе мислам, ќе има огромно бегање од оваа територија, војната ќе се води на нивни територии, значи во нивни урбани и селски средини, така да ќе изгубат све што до сега постигнале, и територија, и права, и ќе бидат, например, исчистени. Во И реал ќе отидат на Косово или Албанија, а Косово па од друга страна му прети инвазија од Србија. Значи Србија веќе гомила огромни сили. огромни сили Ибар, на граница. На Ибар, да. Така што ако тука се случи, он ќе ги удари од север. Дури Албанија ќе им биде тесна. Затоа мислам дека тука е изманипулиран албанскиот народ во Македонија од нивните партии.
Ја ги гледам албанците, они се прекрасни луѓе, како и сите други луѓе, како и ние. Они се дел од нас, дел се од македонската нација, сватена како држава нација. Апсолутно. Така да сега они се доведени во идиотска ситуација, од една страна треба да биде патриот, да биде лојален на својата кауза, а неговата кауза ја водат тотални идиоти. Кои се на дугме, нели на една пропадната администрација. И се они што прават со оваа платформа? Чекаат да дојде новиот газда, тоест новиот амбасадор, пошто овој веќе нема авторитет. Има комисии кои му се наврат. А дали мислиш дека добро, тоа е сценариото кој во крајниот. Во реал политика сметаш ли дека постои елегантен начин да се излече од ова? Дали тоа што го викаат од ВМРО ДПМН нови избори се единствен елегантен излез од кризата? Има многу сценарија, се да се знае дека ќе пројде катастрофално на следните избори, ако има избори, затоа не попушта. Но има, да речеме, кога би се сложиле на нови избори, тоа би било едно елегантно решение. Но тоа нема да го прифатат. Второто решение е народна волја за елиминирање на велепродавниците. Доколку направат некој дубиозен потез кој ќе ја изиритира оваа маса народ. Тогаш ќе се деси марш на Струница или марш на Куманово, така? Но тој нема да биде залуден. Од тамо ќе се вратат со плен, така, со ловина. Дали ќе биде зајак, дали ќе биде бизон, дали ќе биде говедо, некое. Се вратат со плен. Значи, ова нема да заврши онака in Wayne. Ова ќе заврши со плен. И тоа многу добро го знаат луѓето кои се предмет на овие демонстрации. Они се убедени дека странците со странски сили. Нема странци. Не знам, маринци ќе дошле од Бугарија овдека, па ќе ги забранеле, па ќе ги се не пале одбранеле, транже. Се не пале. Нема странци. Нека не се надеваат на странци. Дури и странци да удрат македонскиот народ ќе се бори. Странецот, освен американецот, нема капацитет за борба. Не верувам дека Трамп ќе влезе во авантура да се судри со Путинов дека на македонските граници. А овој пат нема да има автобуси А климатизирани. судир на Америка и на Русија, тука во овој дел, нели, on the line of fire, што викаше Џон Кери, ќе биде катастрофална за албанците. Катастрофална. Ќе Овој пат- доживеат трагедија. Овој пат нема да има автобуси климатизирани кои ќе ги излегат. Не, овој пат ќе ги разнесуваат климатизираните автобуси со золи или со бацачи. Оружје има многу во светот. Еве Арм сега сака да се опреми, да се наоружја. Така. Се е тоа дел од една голема слика. Александр, Брзо може да дојдат мигови, су, командоси. како подкрепа на тоа што викаш дека оној што ќе се обиде да покрене конфликт во Македонија ќе изгуби. Поготово албанците ќе изгубат овој пат. Па да не беше меѓународната 2001 веќе беа Да. скоро исчистени, Но, стурени беа, после тоа Дека нема ги да се вржеа осмелат, рацете. дека нема да се осмелат како потврда на ова се што го говорише последната изјава на Али Ахмети, како крај на разговорот е дека оваа криза ќе трае подолго. Значи Може они да се трае. они веќе се свесни дека оваа маса на народ е опасна, тие многу добро ја заанализира и дека не може да реагираат, единствено да се чека на моментот да спласне, но сваќаат дека моментот не се губи и затоа ќе седат мирно, бидејќи не може да ретерираат, не се чувствуваат, чекаат копчето од таму, а копчето вели вака: нам ни требаат барем 10 месеци за да ја завладееме ситуацијата дома, за да можеме напред да почнеме. Тоа самите американци кои ни даваат поддршка вика до октомври месец, вика и не берете гајле. Тоа се директни пореки преку организацијата што ја добивам. Па ги Стоп читаме и операција Heritage со и вамо, сите Heritage, тоа се да. Бредбат радио вамо тамо, све се тоа, нели, Банон, све се тоа блиски луѓе до Трамп. Они овие години се дружеле и креирале визии. Ја креирале таа мека револуција во Америка на пролетаријатот, значи кој ствари пролетаријатот кој бил средна класа па станал пролетаријат, сега треба повторно да се дигне на ниво на средна класа. Замисли кога ти имаш, да речеме, 750 или 800 бази во свет и секоја троши пола милиарда, 2-3 милиарди.
Се $1 трилион годишно ниво. А што ќе му е тоа? Доволно ти се неколку бази, како русот што има, или кинезот иде на тоа, неколку стратешки битни бази, кај И што ќе контролира се. позиционираш Да, да. силни ракетни единици и не ти треба тебе да чуваш некој канал таму. Ти имаш сосема прецизни ракети, проектили на долг дострел и ако некој пират или некој говедо почне да доаѓа и да се однесува нели, незаконски, башибозучки или дивјачки, му се праќа ракета и тоа е готов, мислам. Да, вика, што вика... Ќе го дигнеш у воздух, ќе го елиминираш, не ти треба тука да Добре ти се овие пушкара, анализи така да се затоа што покажеш. држат, не е ова од ракав него вадиш затоа што тој е оној што и администрацијата на Путин вика. Што на Трамп вика. Што бара ние база Точно на така. Арктик и на Антарктик да И држиме, што браниме и што ние е таму? најбитно, А тоа се огромни средства, пари, да. бидејќи он сака средната класа да му работи и да му заработува. Ето е тоа. И што е најбитно, он не е mean spirited, како Хилари или тие. Он е позитивен. Он сака friendly relations. Така. Затоа што е бизнисмен, тоа му е едноставно во крв. Да бидеме окей, да тераме бизнис, да имаме заеднички пазар. интерес, Да, така. да. Но сега има тука и набијано кодоши и обструкции разни, гледаме кај републиканци има фигури као Мекейн кои се језири, кои се поголеми демократи така од самите Да. демократи така. Има многу луѓе што биле корумпирани. Само во Европската унија нели на годишно ниво корупцијата е околу 200 милиарди евра, замисли во Америка може да е трилион. Така, само за корупција. И токму тоа сака да го разбие Трамп за да воспостави нели нови релации во кои еве на пример он фактички сака да направи нешто како Франклин Делано Рузвелт што направи нели со Нью Дилот. И така излече Америка од големата депресија. Значи инфраструктура. И така крше инфраструктурата во Америка, не е обновувана со децении, сега он може да прави пруги, да прави аеродроми, да прави патишта. Тоа ќе запосли огромен број луѓе, браниве попуштаат, видовме се поплави во Калифорнија, така. Добри поени. Ќе се прават нови брани, се прави Значи, нова за нас е оптимистичко сценариото, а се што треба да направиме е да издржиме во овие наши протести, маршеви и секојдневно да ја покажуваме таа сила. Ќе издржиме, ние се забавуваме. Они треба да издржат, да не направат глупост, зашто ќе им летнат глупите главчиња. Тие главчиња без мозок ќе летнат и така се безвредни, али подобро да не се бавиме со такви работи. Иначе, иако е ова мирно и позитивно, тоа може одма да се претвори во огнен змев, кој ќе ги проголта. Александар Станковски, уметник, мислител, филозоф и човек кој политиката ја согледува на многу послоевит начин од што било кој го познал. Секогаш ми е особена чест и задоволство, ти благодарам за овие вредни подароци, ќе ги чувам како навистина многу нешто значајно и ти благодарам за гостувањето и твоите експликации. The pleasure was all mine. А ова нема да запре. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечер. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.